Ова заедничка иницијатива на средба секако е во духот на она кој што представува потврда на нашите заеднички ставови веќе соопштени пред јавноста, а тоа е дека сите заедно стоиме на становиштето дека на 24 април е невозможно да се оди на избори заради неисполнетост на условите, но истовремено ми е драго што заедно негуваме ставови дека императив за иднината на Република Македонија се фер, регуларни, демократски и слободни избори. Тоа не е возможно без прочистување на избирачкиот список и тоа не е возможно без доволно медиумски простор за фер политички надпревар помеѓу сите конкуренти во политичката битка на претстојни избори. Се надеваме дека целото ова ќе биде исполнето за да може и опозицијата да партиципира на избори преку кој секако ќе се гарантира стабилност на Република Македонија, полн легитимитет на победникот и секако она што Европската Унија го очекува од нас, а е веќе нотирано во извештајот кон Република Македонија, условената обстојување на препораката за почеток на преговори со конечната цел фер, регуларни и демократски избори. Нашиот став до сега бил многу јасен, значи без решавање на круцијалните проблеми во државата нема да има избори на 24 април. До сега често пати го имаме кажано како изјава и став на НДП, па и на Сојузот за албанците. Истото го пренесовме и денеска на овој состанок. Значи, прво треба да се решаваат круцијалните проблеми во државата, бидејќи Македонија досега била сведок на 4 предвремени парламентарни избори и досега не сме имале решавање на проблемите. Еве по петти пат сакат да се одржат изборите без решавање на проблемите. Значи, мислам дека е дојдено времето. Прво треба да се решаваат круцијалните проблеми, па да се оди на избори, а не, како што вика тие, прво да одиме на избори, па сите проблеми ќе се решаваат. Не е баш така. И многу е битно да се каже дека прво треба да се зајакнат институциите на државата како што треба и после може да зборуваме за фер и демократски избор. Може да се прашувате, благодарам, може да се прашувате средбата денешна, која е целта? Многу едноставно. Веќе имаме прегрупирање на политички партии кои се заинтересирани за да го крадат легитимитетот од страна на граѓаните и да го манипулират, како што правеа нели цели овие години. И ние сме тие кои што сме заинтересирани за да овој легитимитет биде чист и од сите страни признаен, за да почнеме да излеземе од ова длабока политичка, економска и било како, нели, да ја оценуваме ова криза. Нели. Имаме заеднички ставови околу тоа дека изборите треба да бидат фер и демократски, бидејќи неуспорениот легитимитет е почетна точка за да се представи интересот на граѓанинот како што треба во институциите на државите. Без фер и демократски избори не можеме да имаме институции кои ќе работат за граѓаните, него ќе имаме институции кои ќе работат во интерес на одредени политички структури, која е ситуацијата со кој се соочуваме и денес. Значи, сме заинтересирани за избори, сите граѓани се заинтересирани за избори, ама тоа да бидат фер и коректни и за да бидат признаани од сите страни. Повелете се се прашам. Ајде, едно по едно ќе дадеме одговор на сите прашања. Значи, денеска ние воспоставивме комуникација. Тоа значи дека опозициониот блок, како што рекоа и колегите, има своја улога и задача во општеството да биде коректив на целото тоа што не чини, а досега е спроведено од владеачките партии. Денеска испраќаме многу јасна порака. Ова е само за интерес на граѓаните. Опозицијата застанува зад еднакви работи зад кои што верува, без разлика дали е од македонскиот политички блок или од албанскиот политички блок. Оваа комуникација може да биде само за добра заедничка иднина на сите граѓани и на нашата заедничка Македонија. Дали е точно дека се согласисте со методологијата предложена од ДИК и зошто го направите? Ние од Социјалдемократскиот сојуз ќе докажеме дека ВМРО, ДПМН и ДУИ имат намера да избегат од слободни, регуларни, фер и демократски избори. Државната изборна комисија е независниот орган кој што има задача и единствено одговорен
да го прочисти избирачкиот список и тоа да го соопшти на македонската јавност. Тоа повеќе не зависи од политичките партии и од политичарите во нашата земја. Тоа е независна институција и тоа е нејзината цел. А истовремено ќе докажеме дека ВМРО-ДПМН продолжува да го развлекува целиот процес, се со конечна цел да избегне фер, регуларен и демократски политички надпревар, знаејќи дека при вакви услови тие ќе ги изгубат изборите. Ќе видиме во периодот што предстои на медиумите како тие намерно ќе одбиваат, намерно ќе развлекуваат, се со конечна цел да не се создадат вакви услови за слободни, фер и регуларни избори. Од тука нема да бидеме ние причина никогаш, туку напротив ќе докажеме дека ВМРО-ДПМН и ДУИ заедно здружени докажуваат пред македонската јавност дека досега победувале и сакат и понатаму да победуват на избори кои што се нерегуларни, нефер и недемократски. Затоа уште еднаш потенцираме Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата е целосно со пренесена доверба кон независната институција Државна изборна комисија. Тие се тие кои што треба да работат и согласно сработеното да го информират секој наш граѓанин преку вас медиумите до кога точно ќе заврши регулацијата, односно прочистувањето на избирачкиот список. Зашто вие се откажавте од условот што самите вие да ја прифатите методологијата, а ВМРО да го прифати законот на ванковите за медиумите, зашто се премисли? Заради тоа што ВМРО-ДПМН јасно настапува со своите ставови дека не го прифаќа предлогот кој што е од меѓународната заедница, а при тоа вчера беше денот кога ВМРО-ДПМН достави писмена согласност до Државната изборна комисија, веднаш го направиме и ние тоа. Зошто? За да не бидеме никогаш, како што не бевме досега, причина за одоговлекување на избирачкиот список, на избирачкиот процес. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сака брзи избори, веднаш ако е тоа возможно, но секако претходно треба да нагласиме дека тие мора да бидат фер и демократски организирани заедно сите со независните институции кои што ние ги формиравме и заедно ги гласавме во парламентот. Дали изготвивте нацрт на законот за медиуми во согласно со предлогот на ванковите? Така е, нацрт на законот е направен, тоа е предлогот на меѓународната заедница, која што уште денеска се надевам вечерва или не знам точно кога ќе закажат ваква работна група, уште еднаш ќе влеземе во работна група со став дека сите наши сугестии по тој закон, кој што е на маса веќе повеќе од месец, месец и половина, ќе ги повлечеме и во целост ќе го прифатиме овој закон предложен од меѓународната заедница, заради тоа што тука не се работи за желба на ниту една политичка партија, се работи за систематско, трајно решение, консултирано со вас, фелата, со многу стручни луѓе и експерти, кои што на крајот ќе понудат систематско и трајно решение, кое што ќе обезбеди услови за медиумски надпревар или подеднакви услови за медиумски надпревар на сите политички партии. Зошто отстапивте? По примерот, попаметниот попушта? Зошто? Не, апсолутно. Методологијата е нешто кое што е неопходно, по кое што треба да работи Државната изборна комисија. Тие веќе работат по таа методологија во делот на подготовка на проверувањето на избирачкиот список. Ако Социјалдемократскиот сојуз не го направи ваквиот чекор, ќе остави впечаток дека има намера да го развлекува целиот овој процес. Не. Нашата намера е честна и искрена. Ние сакаме услови за фер и демократски изборен процес. Тоа е нашата намера. При тоа немаме намера да попуштиме за ништо. Како што впрочем тоа го правиме на конструктивен, флексибилен начин, тоа така ќе продолжи сега и во делот на медиумите. Само едно прашање. Методологија теренска проверка во Секако, методологијата на сите или на методологијата ги предвидува сите неопходни операции за прочистување на избирачкиот список. Уште еднаш ќе ги напоменам. Статистички и историски проверки на избирачкиот список, тоа значи избирачките списоци од 2009 година со сите избирачки списоци наваму до последниот избирачки список, проверка на избирачкиот список и вкрстување со 10 бази добиени од државни институции, согласно тоа теренска проверка за проверка на избирачкиот список на сите сомнителни факти и датотеки кои што ќе се јават согласно методологијата и правилниците кои што ДИК се надевам после овие согласности ќе ги усвои и на крајот секако е бришењето на сите недозволиви податоци во избирачкиот список кои што на крајот го потврдува и самиот процес на прочистување на избирачкиот список.
За сите тие операции, со сето она што е неопходно за завршување како операции и подоперации, е потребно по нашите пресметки од 85 до 90 дена. Иако постојат се уште прашања кои што не може никој во моментот да ги одговори, односно би биле одговорени од кога ќе се заврши одредена фаза од сите овие фази кои што ги спомнав во одговорот на вашето прашање. Господин Заев, ја имам едно прашање за вас и едно за соговорниците денешни ваши. Првото прашање е дали ако меѓународната заедница пред 20 февруари излезе со став дека се создадени услови за избори на 24 април, се да се негови избори? Значи, таква можност и теоретски не е возможна да се случи од проста причина што сите детали на усвоена методологија и на донесен избирачки закон потврдуваат неопходност од 85 до 90 дена под идеални услови на перфектно функционирање на сите државни институции. Затоа е невозможно да се случи да до 5 март по закон, кога се затвара проверката на избирачкиот список, а тоа е 32 дена од денеска, да биде завршена работа за која што по закон и по методологија е потребно меѓу 85 и 90 дена. Уште еднаш само потврдувам. Социјалдемократскиот сојуз сака избори уште утре. Оваа власт мора да замине. Слободата и демократијата во Македонија мора да се вратат, но тоа е единствено можно со постигнати фер демократски услови на регуларни и слободни избори. И до вашите соговорници, како ја коментирате или како ја оценувате таа тактика и упорна и нагласена на Ахмети и на Дуи да ги игнорира вашите партии, бидејќи се вон парламентарни и како единствена партија, друга релевантна во албанскиот блок, да ја смета ДП. Денес дури имаше една изјава дека такви партии како вашите може да се создадат преку ноќ. И колку му е успешна таа тактика? Како прво, значи, ние сме тука како председатели на политички партии, не сме соговорници на било коне, кој, нели? Имаме име и презиме, идентитет наш, политичка платформа и све. Како второ, нивните толкувања повеќе од јасно е дека да беа тие представници на албанскиот народ како политички партии тука во држава, немаше да се сведеме во ваква позиција како што се албанци. Истата политичка партија која 14 години имат мандат за да ги реши проблемите на албанците, немат постигнато досега да смени ни една име на улица и ниту име на школа, да не зборуваме за дискриминацијата која го имаме во буџетот како општини со мнозинско население кај албанците. Изборите ќе покажат кој е вистински представник, нели, на албанците и кој ќе го добие легитимитетот. Самиот факт што тие се брзат да прават избори за да го крадат уште еднаш, значи мандатот и легитимитетот од страна на народот, покажуваат дека тие се уплашени. Сега безпредметно е многу нивни изјави кои ги слушаме, бидејќи да беа тие исто така, значи политички партии во интерес на албанците, албанците сигурно ќе живеа многу подобро. Не сакам да зборувам за ДП на господинот Тачи, бидејќи тој е тука секогаш кога треба да се легитимира некоја одлука на владата. Како таква не се рачуна повеќе како опозициона политичка партија. Имате ли сила да се противставите на Дуи на ДП? Имаме сила да се спротивставиме на Дуи на ДП заедно со ВМРО. Само уште едно прашање. Можно е коалиција предизборно ваша? Или дали може ова Коалиција на како кој да ви одговори? Било кој Еве, денеска не се разговараше за никакви коалиции. дека дали е може? Сите можности се отворени. Сите можности се отворени што ќе не носат кон интересот на сите граѓани на Република Македонија. Денеска зборувавме за еднаквост. Денеска зборувавме за рамноправност. Денеска зборувавме за искрено имплементирање на уставот кој што се донесе после рамковниот договор. Денеска зборувавме за еднаквост на сите граѓани во Република Македонија пред устав и пред закон. Заедно сите можеме да градиме заедничка татковина која што ќе биде добро место за живење со одлични перспективи за сите. Секако, ваквите теми кои се зборуваат на маса испраќаат исклучиво позитивни пораки за сите граѓани без разлика на нивната етничка определа. Може, значи,
Тоа денеска зборувавме за изборите, не се зборува околу вашето прашање за или такви. Ние имаме еден сојуз кој е помеѓу РДК и нашата партија, а за другите работи ќе се соочиме со нашите политички платформи.